Училиштето за театар чин 4 сцена 5 од Прилеп во киното Мистон вечерва ја одржа пред премиерата на представата Сонот на летната ноќ, работена по текст на Вилијам Шекспир. Ова е завршна представа на средната А група при училиштето. Представата била работена по така наречен Мерхотов метод, а поради својата тежина, учениците ја подготвувале цели 7 месеци. Станува збор за романтична комедија во која што учествуваат 14 актери. Сонот на летната ноќ е најиграната и условно речено актуелната комедија на Вилијам Шекспир. Тој ја напишал пред 500 години и до ден денеска е мощно поставувана. И станува збор за една романтична комедија во која што се испреплетени магиски елементи, каде што во една магична шума 4 млади атињани се заглавуваат и се на милост и немилост на кралот и кралицата на самовилите кои всушност си играат со нивните чувства. Ние ова представа работевме по методот на Всеволод Мейерхольд, тој е руски режисер кој работел во 20-тите, 30-тите години на минатиот век. Всушност методот е биомеханика, каде што преку телото ние ги искажуваме емоциите и се обидуваме да избегаме од условно речено од конвенционалниот театар. И ќе видите понатаму во представата има доста акробаци, пантомима, мимики и доста физички театар. За утре е закажана премиерата на представата, а репризата ќе се одржи во петок. Актерите велат дека представата е доста тешка за играње и барала вложување на многу труд. Представава беше, посветивме доста долго време, така што сите проби ни беа со најголема концентрација и енергија што можевме да ја вложиме. Меѓусебно се поддржувавме. Ова не е обична комедија како и сите други, да кажеме, смешка на која што публиката ќе се насмее, туку се работи за доста друг временски период кој што го користел Шекспир, за поинакви зборови напишани во стихови и доста тешки движења. Затоа и ја наменивме за поголема возраст, односно ја наменивме за над 15 години. Од нашата школа сме 8, но имаше некој кој дојде и ни помогна во врска со представата за улогите кои што не можевме да си ги овозможиме, и од поголемите групи од школата дојде да ни помогнат. Работевме од летото па се до сега со доста добри и долги проби, со прогони. Работевме со најголема концентрација, најмногу време посветивме и на работа на костумите, шминката, спонзори и слично. Ние на сцена ќе го представиме Мерхот, физичкиот театар, за кого мора да се вложи премногу труд, бидејќи е сепак физички театар и тоа е тешко и не секој е надерен за да може да изведува такви елементи, затоа вложивме ние премногу труд. Не можеше секој еден од нас тука да ги направи елементите кои всушност вие сега ќе ги гледате на сцена, затоа сите заедно се трудевме и вложувавме еден во друг, си помагавме и го направивме ова што сега ќе го погледнете. Тоа е нашиот успех. Се работи за доста тешка представа што ја спремаме уште од летниот распуст, до толку е тешка. Се работи за доста интересни елементи што изгледаат толку едноставно, но веќе ги спремаме подолго време. И мислам дека е гревота да не ја дајаме пред публика, овој цел вложен наш труд да не го прикажеме на публиката, пошто во Прилеп да се докажете дека училиштето за театар сака да ги научи, младината сака да ја научи што е тоа театар. Сцена 4 чин 5 во сабота имаат уште една премиера од средната Б група при училиштето, насловена како 600.613 Каде ми се другарите. Завршната представа пак на младите ќе се одржи во вторник на 26 декември и таа е насловена како Волшебната шума. Многу амбициозно, во рок од една недела само 3 премиери на вашата театарска школа. Како го постигнавте сето тоа? Па како со напорна работа пред се, исто така би сакал многу да им се заблагодарам и на соработниците кои соработуваа за време на подготовките на оваа представа. Всушност ова е 4-та премиера за еден месец. Пред 2 недели имавме премиера на комедијата Марш кревет од Коле Ангеловски со големата група.
А што се однесува до амбициозноста, тоа е всушност дел од нашата политика. На крајот од секое полугодие ние да вадиме по една завршна представа со која што ќе заокружиме една наставно-програмска единица од училиштето за театар. Во последниот период, независните театарски групи во Македонија доживуваат вистински подем и презентираат представи со еднаков квалитет како оние на националните театри. Актерите велат дека овие училишта им се основа и еден вид на така наречена одскочна даска за нивната идна посакувана професија актерството. Сите се трудиме всушност да и продолжиме со ова зависност во иднина за нашата кариера всушност, за да продолжиме со актерството, но ова е сепак една основа за нас и тука исто како училиште поставуваме една цел од која што можеме понатаму да всушност бидеме и се стегнуваме како остануваме личности. Одавде имаме ментор кој што се труди да не се направиот пат и не само за театарски елементи, туку и општо за било какви намени за животот. Училиштето за театар Сцена 4 Чин 5 го посетуваат околу 40 на млади, поделени во 4 групи, на возраст од 5 па се до 22 години. За 2018 година веќе започнале со работа на една комедија која за сега не сакаат да ја откријат, а исто така во подготовка биле уште неколку други представи.